civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Борка за човекови права, борка за секакви права. Мерсиха, дали се слушаме? Да, јас сум тука, дали ме слушате вие мене? Да. Драго ми е. Посебно што сум во едно вакво прекрасно друштво, со прекрасни борки кои што се борат секој ден и на секои аспекти, не само во она што им бил фокусот на почетокот, така да долги години и денови заедно со Дороти и со Савка, која е лидер во нашата борба и која ни е модел на сите нас, како треба да устраеме и понекогаш кога сме уморни, сакаме да отстапиме од борбата која е премногу долга и во Македонија. Сите борки пред нас, како Савка, кои што патот ни го олесниле, ни се како мотив да можеме да продолжиме и да сватиме дека не е залудно. Има некој позади нас кој што ќе ја следи борбата и ќе ја цени и ќе ја продолжи. Како што кажа ти, Дијана, таа борба продолжува и не отстапува. И она што ти го кажуваш дека треба да биде на поголем пиедестал, се всушност сите тие афирмативни мерки за кои што збореше Савка за квоти. Тоа во ниту еден случај афирмативната мерка не значи дека мажот треба да биде заплашен, затоа што жената мора да има квоти и да има предности, туку напротив, поради систематската дискриминација и недостатоци кои што постојат, државата изнашла други модели како што се афирмативните мерки за жените да бидат повеќе вклучени во сите борби и во сите институции. Така дете, драго ми што денеска на 9 март збориме кога сите карамфили и рози почнаа да венат. Нас ти кажува дека всушност и борбата е и денеска и тоа што вчера се слави како меѓународен ден на жената, се присетивме на борбите кои што биле во минатото борбите за човекови права, за правата на жените и еднаков пристап до правата. Денеска ете имам некоја сублимација да продолжиме ние. Малку вчера марширавме, малку протестиравме, малку дебатиравме, денеска повторно во старите проблеми за кои што зборуваше и Дороти предходно. И така, ете, мено ми се допаѓа меѓународен ден на жената. Она што недостасува во Македонија е тој меѓународен аспект, тој аспект на солидарноста, каде што ќе излеземе од границите на нашата држава и од границите на тоа што е која жена заслужува да биде заштитена и која жена заслужува вниманието да ја биде дадено и правата да ја бидат дадени. Мене ми е многу драго што Цивил како простор е секогаш тука за нас, посебно за мене, да можам да се изразам дали преку пишаниот збор, дали преку дебати и повторно да го кренам гласот за една од најранливите категории на жени во нашата држава, тоа се жените мигрантки и бегалки. И всушност на меѓународниот ден на жената треба да се сватиме дека правата на жените ги поминува границите на нашата држава и дека всушност ние треба да ги вклучиме сите нив во нашите борби. Посебно кога во моментот имаме жени бегалки од Авганистан, кои што заради нивната борба биле прогонети моментално од новиот режим кој што талибанскиот режим кој што е во Авганистан и тие се наоѓаат во нашата држава. Меѓу нив има лидерки во борбата против семејното насилство. Многу ми е жал што имавме прилика да ја запознаеме жената која што го отворила првата безбедна куќа за жени жртви од родово базирано насилство, но властите одлучија да ги држат затворени во хотели без право да се движат, освен во некои излети еднаш или два пати месечно, со тоа што им беше наложено да немаат контакти со локалното население заради заштитата од пандемијата од COVID-19. Но се уште има од нив, преку комуницираме онлайн, за жал не можеме да ги видиме, ниту тие можат да говорат, мислам можат вака онлайн да говорат, но не директно со нас да ги споделат искуствата кои што ги имале, бидејќи ние можеби размислуваме Авганистан, нешто таму исток, каде што женските права се заостанати, но верувајте во тоа што сум го имала како искуство со нив и во разговорите, не сме многу далеко од нивната борба и тие имале неколку градоначалнички на провинции, така кај не поделени, уредени, имале министерки, тука се наоѓа една министерка во нашата држава, имаат парламентарки и борбата едноставно била на сличен начин. За жал сега веќе целосно женските права се уназадени таму и жените не им е дозволено да работат во јавна администрација, не излегуваат како на некој принуден одмор се,
додека не бидат повикани, но тие знаат дека веќе нема да бидат повикани на работа. Така да тоа значи меѓународен ден на жената, да излеземе од границите на тоа што ние го сваќаме. И јас благодарение на Цивил Инашка напишав една колумна дека јас го доживувам феминизмот како бел и дека и припаѓа само на белата жена, дека другите жени немаат истиот пристап. Борбата за другите жени не е еднаква силна како што е борбата за нас самите. Значи жената мигрантка и бегалка во Македонија е постојано надвор од рефлекторите. Дури ни Истанбулската конвенција не важи за жената. Да ставите жена бегалка во застолништето за жени, иако има Истанбулската конвенција, значи во време на пандемија беше невозможна мисија. Имаше еден случај каде што едноставно не можевме да се најдеме со државните органи и каде што жртвата ја ставија во кампот Винојук, кое што служи како карантинско оделение, а која била жртва на родово базирано наследство. И така да секој ден таа борба, но она што требаше на 8 март е да се сетиме на меѓународниот ден, дека правата на жената се секаде подеднакво исти и припаѓаат на секоја жена подеднакво и борбата на за секоја жена треба да ни биде заедничка, како тоа постојано сакаме да кажеме, да не оставиме ниту една жена позади нас. Сега ни за жал се соочуваме со уште нова бегалска криза, тоа се бегалките од Украина, кои што веќе гледам според медиумите доаѓаат во Македонија. Некои од нив се борат со потребата да се вработат, со да имаат своја екзистенција, но генерално мораме да си ги консолидираме редовите, посебно женските организации и подеднакво да пристапиме на секоја жена сходно своите незините права. Тоа не учат и нашите феминистички теории, дека женските права се солидарни права, дека нема место за дискриминација и предрасуди, но тоа треба да го покажеме и директно. Како што си афганистанките кои што моментално се наоѓаат во неколку скопски хотели со забрани за движење. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.